Денеска православната црква ги празнува преподобниот маченик Евстратий Печерски, преподобниот Иларион Нов исповедник и преподобниот Исихий Ерусалимски. Преподобниот маченик Евстратий Печерски бил мош небогат, но трогнат со љубовта Христова, сиот имот го раздал заради Христа. Стапил во Печерскиот манастир и се замонашил. Кога пољаците завојувале против Киев во 1097 година, го ограбиле манастирот, мнозина христијани и монаси исекле, а Евстратија со уште некои верници го продале во робство на некој евреин во градот Корсун. Тој евреин и се подсмевал на верата Христова и ги приморувал христијаните да преминат во еврејската вера. Гледајќи дека нема друг излез, сите решиле со глад да умрат, но од вистинската вера да не се одречат. На таа одлука христијаните ги охрабрил Евстратий и сите изумреле од глад, некој после 3, некој после 4, а некој после 7 дена. Научен на пост, Евстратий издржал 14 дена без храна. Разгневен евреинот што му пропаднале парите со кои ги купил робовите, му се одмаздил на Евстратија, на тој начин што го приковал на крст. Но Евстратиот крст му благодарел на Бога и му прорекол на евреинот лута и скорешна смрт. Бесен од лутина евреинот го прободел со копје. И така светителот Божи му ја предал својата душа на својот спасител. Телото му го фрлиле во море, но тоа испливало и големи чуда се случиле на тоа маченичко тело. Наскоро потоа византискиот цар наредил да се казнат евреите во Корсун за злобата кон христијаните. И тој мачител бил обесен на дрво и ја примил платата на Јуда. Спаси
оплотити ся од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославляеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Преподобниот Иларион, нов исповедник, бил игумен на манастирот Пеликити близу до Хелеспонд. Како сонце просветил со Духот Божи и ги исцелувал болестите на луѓето и ги прогонувал лошите духови. Во времето на Лаферменецот настанало иконоборечкото гонење во кое пострадал и овој Божи човек. Со своите 40 монаси бил испратен во заробеништво близу до Ефес и таму завршил во самица во 754 година и се преселил во Царството Христово. Преподобниот Исихи Ерусалимски, презвитер и голем богослов, ученик на светиот Григори Богослов, треба да се прочита неговото славно дело за трезвеноста и молитвата. Бил современик на светиот Ефтими Велики. Мирно се упокоил околу 434 година. Поуки од светите отци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски.